Сите сметаат дека модерната историја на Шкода започнува со Фелиција, но таа всушност е сериозно модифицирана верзија на Фаворит. Токму овој модел ја насочи иднината на марката во вистинскиот правец и ги постави основите за она што Шкода е денес. Идејата за него настана уште на почетокот на 80-тите години, кога беше јасно дека застарените модели со мотор назад дебело заостануваат за тогашните европски трендови. Развојот на новиот модел во комунистички контролираното општество течеше бавно, но одговорните во фабриката беа упорни и на Шкода и беше дозволено да побара помош од странство. Нивна желба беше да биде дизајнирано Џуџаро, со кој во минатото веќе имаа соработка, но воден од лошото искуство, тој ги одби. Втори избор беше Пининфарина, но неговиот ангажман со Пежо не го дозволи тоа. Така на крајот се обратија до Бертоне, кој успеа нивните идеи да ги материализира во компактен хеджбек со модерно острелинии. Во развојот на моторот помогнаа Порше и британскиот Рикардо, а беа ангажирани и други стручњаци од странство, како на пример Лукас за сопирачките. Фаворит, чија сериско производство започна при крајот на 1987 година, веднаш им се допадна на купувачите. Должината од 3,8 метри обезбедуваше пространа внатрешност за која беа употребени издржливи материјали, а 1,3 литарскиот мотор со 62 конски сили и максимална брзина од 150 км на час. Популарноста на моделот се расшири и надвор од границите на Чехословачка, не само низ источните земји. Пофални зборови за него имаа и во Велика Британија. Можеби и затоа, кога дојде време Шкода да се приватизира, на тендерот на државата се јавија дури 24 компании, меѓу кои и BMW, Мерцедес, Рено и секако Volkswagen. Иако заостануваше зад западните модели, германците ги препознаа неговите квалитети и унапредувајќи ги ја направија Фелиција, која се појави 1994 година. До тогаш беа произведени повеќе од 1.000.000 примероци од Фаворит.